Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме за една од најактуелните теми во Македонија, а тоа е правдата, односно судството и обвинителството. Владата има решение, презема неколку чекори за тоа дали Љупчо Коцевски ќе си поднесе оставка или тоа ќе остане работа на собранието да го разреши. За ова, но и многу други теми кои ќе доведат ред и правда во Македонија, разговараме со заменик министерот за правда Ален Дереван. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Валентино. Добре ве најдов. Благодарам на можноста да бидете со нас тука. Јас би почнал со она што ни е тема, дали конечно дојде ред, да дојде време за ред и правда во Македонија. Тино, оваа влада наследи држава во која не владеат уставот и законите. Држава во која секојдневно бевме сведоци на кршење на основните човекови слободи и права. Република Македонија беше доведена до степен да се декларира како држава во која владае правна несигурност, со длабоко вкоренети системски криминал и корупција, кои што го разјадуваат секое здраво ткиво од општеството. На твоето прашање дали дојде време за ред и правда во Македонија, ќе одговорам да, крајно време е за ред и правда во Република Македонија, а тој ред и правда може да се воспостави само преку темелни системски реформи во правосудниот систем. За таа цел, ние во моментов и во периодот кој што престои, преземаме процеси и имплементираме соодветни мерки заради враќање, односно воведување на трансформирање на правосудните органи во вистински независни, одговорни субјекти, целосно искоренување на непотизмот и судирот на интереси од судството и обвинителството и дополнително воспоставување на процесни постапки во кои секој еден граѓанин ќе има еднаков пристап до правдата, но исто така и одговорност на секој оној кој што се огрешил поред уставот и пред законите, без разлика на неговиот политички или општествен статус, особено на сите оние кои што во изминатиот период крвнички се богателе на грбот на граѓаните. Значи, време е за ред и правда во Македонија, убаво го напоменавте ова. Во контекст на моето следно прашање, владата донесе одлука за разрешување на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Ваш коментар околу ова, што очекувате да се случи во блиски иднина? Владата донесе одлука на последната седница на влада со која не задолжи нас како Министерство за правда да започнеме постапка за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија Љупчо Коцевски. Ние ја спремаме информацијата, после која владата ќе поднесе предлог за негово разрешување до Советот за јавни обвинители. Советот на јавни обвинители по однос на предлогот треба да се произнесе со мислење. Има рок од 15 дена да се произнесе по нашиот предлог. Доколку го пречекори тој рок, му се дава дополнителен законски пропишан рок од 15 дена, а кој во тој рок не се произнесе, се смета дека не дал подршка на таквиот предлог. Меѓутоа, мислењето на Советот за јавни обвинители не е облигаторно, не е задолжително за собранието и за владата на Република Македонија. После добивањето на мислењето, предлогот заедно со мислењето, владата го доставува до собранието, кои согласно законот за собранието се по слободно уверување треба да одлучат по предлогот. На таа расправа во собранието има право да присуствува и јавниот обвинител на Република Македонија и да се произнесе по однос на наводите во предлогот за неговото разрешување. Кои се вашите очекувања? Очекувате да даде оставка пред сето ова да се случи или? Очекував и претходно да даде оставка, поради сите случувања во правосудниот систем, поради тоа што како резултат на нивното работење, ние имам пат на индексот за перцепција за корупцијата, во кој детално е нагласено дека една од основните главните причини е непостапувањето, неажурноста на обвинителството во предметите со корупција и висок степен на криминал. Тоа е една од причините поради која што владата го поднесува предлог за негово разрешување, кој ја прелија чашата со незаконското назначување на вршител на должноста шеф во јавното обвинителство спротивно на член 25 од Законот за јавното обвинителство. Јавниот обвинител, наместо да се занимава со гонење на криминал и корупција, во претходниот период се занимава со пресметување, внатрешно пресметување со останатите обвинители и со посредување при склучување на судски спогодби, каков што беше случајот со поранешниот врховен судија и поранешниот подпредседател на Советот за јавни обвинители. Што значи дека утре не треба и одговорност да има во овие
во негова насока на движење како суди во нашата држава. Знаеме изминатите години како се судеше и во чија корист. Во контекст на ова, на кој начин вие како Министерство за правда би ја зголемиле довербата во судството, која што е на една навистина ниска бројка? Ние како Министерство за правда работиме за донесување на многу процесни и материјални закони во овој период. Изготвен е целосно текстот на Законот за парнична постапка и во следниот период би бил доставен во владина процедура. Во завршна фаза е Законот за кривичната постапка. Изготвен е кривичниот законник, кореспондентните табели се готови, преводот на англиски јазик испратен до Европската комисија. Во соработка со Министерството за внатрешни работи работиме на измените и дополнувањата на Законот за прекршоци, Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Исто така се работи на Законот за јавното обвинителство. Истата работна група, после завршување на тој закон, ќе работи на Законот за Советот за јавни обвинители. Актуелни се измените и дополнувањата на Законот за судскиот совет. Во претходниот период беше изготвена таа нацрт верзија од страна на претходната работна група и беа извршени 4 стручни дебати на подрачјето на сите апелациони судови, после што е формирана нова работна група, која што врз основа на предлозите за белешките од страна на судиите и врз основа на нивните ставови и мислења ќе треба да го унапреди овој закон. После што истиот ќе биде исто така испратен во владина процедура, па во собрание би бил донесен, се надевам, околу најкасно до месец јуни. Меѓутоа, она што е значајно е тоа што квалитетната законска рамка самата по себе нема да ја врати довербата на граѓаните во судството. Туку е потребно нејзина примена, имплементација од страна на сите. Прво од страна на судиите, но и од странките, од страна на граѓаните, од страна на сите чинители во тој правосуден систем. Така е, треба и самите суди да не дека нема. Имам доста честни суди кои што си работат како што треба, меѓутоа ете заради одредени луѓе тој таа доверба во судството се намалува. Добро што има конкретни мерки и Министерството за правда како да се соочи со ова. Би сакал сега да се осврнем и на судскиот совет. Ваш став околу судскиот совет, што понатаму со него? Вака, овој состав на Судскиот совет целосно го има изгубено својот кредибилитет и не може да биде носител ниту дел од реформите во правосудството. Овој Судски совет е причина за голем број на домашни и меѓународни негативни извештаи. Исто така е причина за падот на индексот за перцепција на корупцијата, каде што е нотирано дека една од причините е лошата контрола на овој Судски совет врз судиите, но и 40 препораки на оценската мисија, кои што јавно поради проблемите кои што јавно ескалира во 23-та година. Состојбата во Советот од тогаш не е промената. Дополнително сведоци сме дека имаше обиди за незаконско продолжување на мандатот од страна на претходната председателка на Судскиот совет. Имаме непочитување на одлуките на Државната комисија за спречување на корупција. Имаме негативна селекција, поради што сето тоа доведе до една ситуација каде што пратениците од ВМРО-ДПМН одлучија да поднесат интерпелација против 5 членови во Судскиот совет кои ги избира собранието, од кои 2 по предлог на председателот на Република Македонија. Таа интерпелација ќе се води во постапка која што детално регулирана во деловникот за работа на собранието, после што исто така пратениците во собранието ќе треба да одлучат по однос на истата, доколку интерпелацијата биде усвоена. Во тој случај собранието носи заклучок во кој ќе утврдува наводите кои што се содржани во интерпелацијата. После евентуално усвојување на интерпелацијата, очекувам дека овие 5 членови во Судскиот совет ќе се одважат, ќе покажат интегритет и достоинство и ќе си поднесат неотповикливи оставки. Важно е да го направат тоа што побрзо, за да можеме да одиме напред кон ова што го разговараме цело време, а тоа е правдата во Македонија. Околу криминалот и корупцијата, кои се вашите чекори, што би преземале за да се намали овој бум што го имавме на криминал и корупција изминативе години? Единствен начин за целосно искоренување на криминалот и корупцијата е воспоставување на систем за казнивост. Без казнивост и без одговорност не може да зборуваме за право, не може да зборуваме за правда, не може да зборуваме за судство и обвинителство, не може да водиме држава. Секој оној кој на било кој начин се огрешил пред уставот и законите мора да сноси одговорност. Ова влада, уште на почетокот на својот мандат, започна робусна борба против криминалот и корупцијата.
Министерството за внатрешни работи поднесе и оформи голем број на предмети поради против поранешни државни и актуелни политички функционери, но и против други сторители на кривични дела и против истите поднесе соодветни пријави до обвинителството. Знаеме како завршија тие, не се завршени, уште се во процес, меѓутоа знаеме како постапува обвинителството по истите, така што после реформите во целиот овој процес очекуваме да има и одговорност за сите. Би сакал сега да прашам едно прашање кој што беше доста актуелно и сега би рекол дека е, меѓутоа што се случи со процесот државна лотарија? Знаеме дека таму имаше проневера од прилика над 8 милиони евра. Има неколку кривични пријави против двајцата, против еден поранешен вице-премиер и директорот тогашен на државна лотарија. Не ве прашувам конкретно за работата, пример што е под МОВР, меѓутоа под она што е ваша активност, што се случувало таму? Бидејќи станува збор за активен случај, јас како заменик министер за правда не би се впуштил во давање на коментари и ставови во однос на конкретниот предмет, односно морам да го почитувам начелото на поделба на власта, заради што евентуалните такви ставови во иднина може да бидат злоупотребени од странките и да бидат употребени како доказ во евентуални апликации до Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, она што можам да го кажам е дека бегството не е решение. Доколку тие сметаат дека не ги извршиле кривичните дела, ги повикувам да се вратат во државата и истото да го докажат во еден транспарентен судски процес. Доколку не го сторат тоа, Министерството за правда ќе ги преземе сите законски механизми кои што му стојат на располагање и истите да ги спроведе пред правдата во Република Македонија. Јас сметам дека мора да се вратат, бидејќи правдата во Македонија треба веќе да дојде, како што напоменавте и вие на почетокот. Мора да имаме правда и ред во нашава држава за да можеме да одиме напред. Без разлика и сите оние што ги имаме извештаи од Transparency International последната со тоа што дека се зголемува корупцијата, се намалува довербата во системот, едноставно тоа не личи на нас, треба да одиме напред, да се намалува корупцијата, да се намалува криминалот, а да расте економијата, да расте правдата и граѓаните едноставно да бидат задоволни од својата држава и да бидат горди што живеат тука. Јас ви благодарам, ги исцрпивме некако прашањава, убаво, ги кратко траеше, меѓутоа убаво објаснивме според мене се надевам дека интересни бевме и за гледачите. Нешто вака за крај од вас? За крај ви благодарам на поканата, се надеваме на подобри времиња во кои што ќе имаме држава во која ќе ја вратиме правната сигурност и владењето на правото и ќе ја вратиме довербата на граѓаните во судството. Ви благодарам. Благодарам исто. Почитувани гледачи, тоа беше заменик министерот за правда Ален Деребан. Разговаравме за тоа дали во Македонија ќе има правда, на кое што тој кажа дека мора да има. Мора да дојде правдата за да имаме поправична држава и додиме напред во секое поле. Вас ви благодарам за вниманието и ние се гледаме повторно веќе во следната емисија. Поздрав и секое добро.